Во јавната општинска установа библиотека Искра во Кочани посхумно беше промовирана поетската збирка под наслов Света Петра од кочанскиот роднокрајен автор Катерина Данилова. Се работи за стихозбирка во која се поместени 44 песни на Данилова. Издавач е јавната општинска установа библиотека Искра во рамките на презентацијата на роднокрајни автори. За секој од нас овде, стиховите од стихозбирката Света Петра и специфичниот и единствен стил на сликите се од особено значење, затоа што се дел на нашата Кате Данилова, нашата драга и непрежалена поетеса, која прерано ме напушти. Како долгогодишен член на литературниот клуб Копнеш, беше постојано присутна на разни литературни читања и поетски средби во Кочани, во други градови, давајќи го несебично својот голем придонес за поетскиот клуб и за нашата библиотека. Рецензенти на книгата беа Ленче Стојменова и Киро Герасимов, кои во своите обраќања истакнаа. Катерина Данилова е родена за поезија. Чини стихот на Езија Бара, а не обратно. Редок талент за лирско пеење. Во својата реченица таа вклопува исклучително богата визуелна структура, по која читателот може да создава конкретна слика перфектно добро. Едноставно е. Читаш, а сликата која е предмет на дадениот опис се појавува пред твоите очи. Стихови за читање како албум за гледање. Се работи за поетски ракопис кој низините најблиски го издаваат посхумно со цел да остават траги во македонската литература. Бидејќи Данилова последниве неколку години беше постојано присутна со своји поетски објави на поетски читања, литературни конкурси и поетски средби во Кочани и во повеќе градови на Македонија. Книгата насловена Света Петра содржи два циклуса на песни. Првиот е насловен Света Петра, а вториот Невенината патека. И двата циклуса, иако разделени со поднаслов, сепак представуваат една органска целина во ткивото што се нарекува поетска мисла и порака од страна на Данилова. Света Петра беше првата збирка која што мојата мајка ја имаше во план за издавање, како прва. Јас апсолутно се обидов да се држам до изборот на песните, до планот на песните, името на книгата, не сакав апсолутно ништо да се смени, затоа што мојата мајка беше прекрасен уметник и многу голем перфекционист. Јас имам во план да издадам уште неколку нејзини творештва, книги и има и проза, во Да сме живи здрави во иднина. Во рамките на промоцијата на стихозбирката Света Петра беше отворена изложба на слики изработени од Катерина Данилова, во кои таа користи материјали собрани од природата. Промотор на изложбата беше Благица Андова, ликовен педагог. Мене ме фасцинира неколку работи. На прв поглед, прво, пред да ја сретнам, да ја видам изложбата, ми беше представено како слики, ама не се слики. Нешто што е малку тродимензионално и очекував да видам нешто приближно на слики објекти. Ме фасцинираше гледката, бидејќи ова е нешто што излегува од рамките на очекуваното, а и само по себе сликите објекти излегуваат од рамките и на сликарството и на скулптурата. Катерина Данилова беше долгогодишен новинар во индустријата Руен во Кочани и автор на неколку публикации за оваа индустрија, како и добитник на награди и признани од поетски конкурси во државата. Соработуваше и со програмата на телевизија Кочани, како и во емисијата Програма на градовите на македонската телевизија.